Контекст во своето дејствување, делување ја носи оваа изложба. Како дојдовте на идеја токму делата на младиот Стефан Јакимовски да бидат донесени во Струмица? Што беше она што ве привлече да ги донесите делата, да ги погледне и струмичката публика? Фала ти, Катерина. Пред се поздрав до гледачите на ТВ канал ВИС. Знаете дека Контекст Струмица како здружение веќе ја креира алтернативната културна програма во градот повеќе од 8 години, но еве за прв пат решивме, освен книжевниот дел кој најчесто го покриваме, да се обидеме да на струмичката публика и представиме делот визуелното, делот естетски убавото. И неодамна по завршениот фестивал Гигафест во Крива Паланка, кој годинава за прв пат се одржа и во кој Контекст беше партнер организација, се запозна со Стефан. И особено ми е драго дека за прв пат и Струмица и ние како организатори имаме можност на нашата публика и на нашите сограѓани да им презентираме нешто што е од една страна академско, но од друга страна ја опфаќа таа алтернативна субкултура. Така во разговор со Стефан, кој е дипломиран уметник, но истовремено работи на неговата магистратура која е поврзана со концептуалноста, решивме да освен книжевните настани кои практикуваме да ги правиме во алтернативни простори, решивме во кафе бар нагоре вечерва да го презентираме Стефан со еден негов друг израз, затоа што знаеш дека ликовните уметници, особено оние кои доаѓаат од факултетската, односно академската заедница, знаат да се представуваат со официјални и класични дела. Затоа решивме на Стефан, како негова трета самостојна изложба, да го представиме со она што се вика скица, цртеж или модерно кажано дудлови. И особено ми е драго дека, во портфолиото на нашето здружение за прв пат имаме визуелен уметник кој се надевам ќе ја разбранува струмичката јавност. Така. Стефан, Митко кажа дека не е вообичаено за уметниците кои што излегуваат од академските кругови, настапуваш со скици. Представува ли тоа еден вид бунт, еден вид на панк уметност, кога станува збор за она што сакаш како ликовен израз да го доловиш? И што доведуваш, што донесуваш во тие 12 дела кои што ќе имаат можност струмичани да ги видат? Оваа серија цртежи пред се е еден циклус работени поврзани со мојата дипломска работа, дневник уметност, и тоа се пред се графики што се доработени со цртеж. Тие не представуваат некој бунт, него се некој запис на секојдневни емоции поврзани со луѓе инспирирани од настани, што сакам да ги презентирам пред публиката сега, што до сега немам излагано такви цртежи.